Ало, добар ден, здраво пријатели. Денес е 29.5. Денес сме заедно со професорката Ванковска, бидејќи заедно сметаме дека за сите нас има премногу интересни теми во светот. Во светот очигледно наблюдуваме создавање на еден нов поредок. Очигледно досегашната концепција на светот со една суперсила, знаете, ни од 90-те години ги гледаме американците како една суперсила. Очигледно во моментот и другите центри го најавуваат тоа, најавуваат еден нов поредок, едни исто така други центри на моќ кои што сакаат да учествуваат во распределувањето на новиот поредок. Но пред да се впуштиме во анализите, како сте професорке, како ги поминувате пензионерските денови, дали се уште имате толку многу работа или пак може да се насладувате на пензијата? Сега имам уште повеќе слободно време за вистинска работа, јас би рекла. Знаете, кога сте на универзитет, дел од работата за жал се однесува и на административни работи, состаноци, работи кои не се интелектуално продуктивни, да речам. А сега сум поактивна од било кога порано, особено во овој алтернативен медиумски простор. Затоа ви благодарам на поканата, ви честитам на идејата да го стартувате овој подкаст, ви посакувам долга иднина. И еве туку што завршив со еден подкаст со ваш колега од Турција, зборувавме на глобални теми, сега продолжуваме на македонски, нели, за нашите следачи. Да, ви благодарам и вас за вашиот одговор. Во светот се случуваат премногу работи, се гледаме преструктурирање и на НАТО и на Европската унија и се надевам во наредниот период ќе имаме можност заедно со вас повеќе термини да луѓето му ги доловиме работите што се случуваат. Но да поминеме на денешните теми. Предлагам да поминеме да почнеме со посетите во Пекинг. Бевме сведоци дека Пекинг стана центар на светот минатите 2 недели, бидејќи таму допатува човекот на најсилната економија во светот и човекот на можеби најсилната воена држава во светот. Дали гледаме, дали на повидок е создавање на едни нови центри на моќ, на едни нови империи или како можеме тоа да си го објаснеме? Во нормална ситуација, посета и средба и на било кое место, во било кој главен град или на некоја трета локација би била многу пожелна и многу добра работа. Значи, лидерите, особено на помоćните држави, кои влијаат на остатокот на светот, во економска смисла, културна, воена, безбедносна, секаква, би требало да бидат во постојана комуникација, во постојан диалог, за да не дојде до недоразбирање, да не дојде... Мора да се подсетиме дека живееме во нуклеарна ера, во време кога имаме држави со огромен нуклеарен потенцијал, а не сме сигурни во нивната, како да речам, желба да го почитуваат меѓународното хуманитарно право или елементарните норми на цивилизацијско однесување. Тука мислам на Израел, морам веднаш да појаснам, меѓутоа подеднакво се опасни и, знаете, недоразбирањата помеѓу, да кажеме, класичната онаа приказна од првата студена војна, како што ја нарекуваме на релација Вашингтон-Москва. Сега имаме Украина како некој среден, како да речам, воен театар во кој се одвиваат действија, меѓутоа постојано се грижиме да не тоа ескалира подалеку. Кина е исто така нуклеарна сила, иако него потенцира тоа, Кина всушност и не сака да ја гледаат како воена сила, туку се вооружува, да речеме, баш за самоодбрана. Лично, ако ме прашате, јас би сакала да го нема нуклеарното оружје, меѓутоа начинот на кој се води глобалната политика, особено од страна на Западот, на Вашингтон би рекла,
ги тера државите да размислуваат на тоа дека да имав нуклеарна бомба немаше сега да бидам предмет на агресија. Тоа веројатно во Техеран се размислува, затоа што земјата постојано градеше, нели, и гради сега веќе е во војна, потенцијали за мирнодопска употреба на нуклеарна енергија, меѓутоа Западот смета дека таква држава не смее да има нуклеарно оружје, меѓутоа не им може ништо, ниту на Северна Кореја, ниту на Индија, ниту на Пакистан и така натаму. Значи, ова само заради контекстот. Велам, да, беше нормален свет, ова ќе беше една од многуте посети, знаете, едните доаѓаат, па другите возвраќаат, би склучувале договори и слично. Во Пекинг навистина имавме ретка можност, можеби заради онаа комбинација, некаква се сложиле коцките, да во иста недела во Пекинг стасаат и американскиот председател и рускиот. Двајцата дојдоа со тежок багаж, мора да се каже, со тешки проблеми. Трамп знаеме дека претходно ја одложи посетата, затоа што не можеше да си дозволи среде една несигурна воена ситуација околу Иран да се појави, како да речам, поразен, иако конечно повторно отиде со, велам, тој тежок багаж од затворањето на Хормудскиот теснец, енергетската криза, кризата со сојузниците западни и сето тоа. Меѓутоа, средбата се одржа. Веднаш потоа имавме и друг вид на средба, на исто голем лидери на големи, ама и соседни држави, мора да се нагласи, Русија и Кина, односно рускиот председател се појави во Пекинг. Ако не се лажам, 25 пати се имаат сретнато Путин и Ши Џинпинг, значи една долга традиција на взаемна комуникација. Додека оваа со американскиот председател дојде после 9 години пауз. И после Бајденовата ера, во која скоро односите не да се замрзнаа, туку дојдоа до рапна ескалација, особено околу тајванското прашање, затоа што Бајден отворено, Ненси Пелоси, се сеќаваме посетата на Тајван и пораката ние ве поддржуваме во вашите настојувања да стекнете независност, односно ве сметаме за независен актер, суверен актер и така натаму, што е директен удар на кинеската политика и принципот една Кина, нели, на кој не само што ти инсистира, туку е тоа општо прифатена норма и во Обединетите нации. Она што можевме го видиме е вредно за анализа, иако ми се чини дека малку аналитичарите претера во барање, знаете, пораки, скриени пораки во, не знам, вратоврската на американскиот председател, кога тркна кон Кина, беше со жолта боја, па тоа беше третирано дека таа боја е во Кина се смета за знак на пријателство и слично, и дека тоа некаква порака. Па потоа говорот на телото, кој како се однесувал, па како се ракувале и сите оние... Колку деца имало, па дали имало таблички на автомобилот или немало. Така. Па кој кого го дочека на аеродромот и слично. Значи, тоа е губење на фокусот од вистинската дебата. Според мене, суштината е во тоа во каков свет живееме, и што зборуваат, каква порака пратија овие две средби. Тука не би зборувала за победници и губитници, затоа што ми се чини дека мудроста на кинеското водство е, знаете, во што? Во свеста дека вие морате да комуницирате дури и со оној кој можеби не ви е симпатичен или да не употребам потешки зборови, мора да се комуницира, мора да се, вклучително и економска соработка и размена на стоки, услуги и слично. И кинеската и американската, да речем, економија се меѓузависни. Да речеме, ретките минерали, царините, да Трамп се обиде да ја дисциплинира дури и Кина со на
како беше Liberation Day, денот на ослободување, наметнување на царини на сите, меѓутоа се повлече. И тука ми се чини беше првиот пораз на САД во однос на Кина на тој економски план, кога не му успеа таа, да речам, платформа. И сега отиде со багаж, се шпекулира дека може би барал помош околу Иран, други го толкуваат тоа на поинаков начин. Меѓутоа, знаете, многу е тешко, ние сите гатаме до некаде, затоа што ние не сме таму и немаме информација од прва рака. Ние донесуваме заклучоци врз основа, како што реков, на различни пораки или извори на информации. Јас секогаш сакам да ги чујам сите страни и потоа на некој начин да селектирам нешто што е екстремно и навистина напумпано и кое нема смисла, за да дојдеме до суштината. И суштината е тука, како да ви кажам, ми се чини, ја и напишав еден текст за тоа дека мислам дека кинеската политика во овој момент, односно представниците на кинеската политика се однесуваат како има на англиски оној израз adult in the room. Значи, кога имате деца кои се неодговорни, кои прават бели наоколу и така, некој треба да биде возрасниот во собата. Не во смисла на дисциплинирање, не во смисла на употреба на стапче, сила или што, туку мудрост, вештина, како да избалансирате по една опасна ситуација, затоа што Кина не сака ескалација. Кина сака трговија, Кина сака развој. И тоа го покажа на многу пластичен начин, кој, видите, ако ме прашате мене лично, јас не би сакала да бидам у кожата на председателот кинески и да се ракувам со човек за кој немам многу респект, да кажам благо вака. Меѓутоа, тој тоа го направи безпрекорно. Се ракуваше со едниот, се ракуваше со другиот. Со едниот ја употреби клаузата на конструктивна стратегиска соработка. Constructive Strategic Cooperation. Со другиот, со рускиот колега, има сеопфатно стратегиско партнерство, што е некоја сосема друга категорија на меѓусебни односи меѓу големите сили. Значи, живееме во свет во кој димензиите и нивоата и квалитетот на врските меѓу државите се разликува. Еве, и меѓу овие големиве држави. И Кина тука покажува дека се можни нијанси. Дека вие не морате како слеп за стап да одите по една, не знам, ескалаторна конфронтирачка политика, туку дека дури и со оној кој дефинитивно ви е ривал или дури не ви мисли добро, можете барем да покажете пристојност, комуникација и да се обидете да го извлечете најдоброто од таа ситуација. Меѓутоа, според мене би сакал да обрнеме на две нијанси од двете средби. Првата нијанса е пораката на кинескиот председател Кси Џинпинг, кој што се обрати со зборовите, кој што упати на внимание да не упаднеме во стапицата на Тукидид. А пак потоа истиот Кси Џинпинг заедно со Путин пак потпишаат декларација за еден заеднички меморандум, заедничка намера за создавање на еден мултиполарен свет. За нашите гледачи Тукидите од Стара Атина, кога Спарта била една голема сила и Атина, доаѓајќи исто така како една голема сила, била неминовна една војна за тоа кој ќе биде следната сила, дали Спарта ќе остане, дали Атина. Тоа нешто го гледаме како се проследува низ историјата, можеби со исклучок на претходниот век, кога Велика Британија ја предава својата императорска сила кон САД без војна. Но меѓутоа во историјата секогаш било тоа проследено со војни и затоа можеби кинескиот председател му укажа на председателот Трамп за Тукидид, а пак потоа потпише и декларација со Путин за еден мултиполарен свет. Наблюдуваме ли создавање на еден мултиполарен свет? Имаме ли доволно критериуми за да го следиме тоа нешто, за да има создавање на такво нешто?
Добро што подсетивте на Тукидидовата замка, како што во теоријата ја нарекуваме, а се однесува на ривалитетот меѓу два полиси од старогрчката историја, за која малкумина знаат, за жал ни студентите по меѓународни односи не го изучуваат тоа доволно, меѓутоа од друга страна една забелешка би била дека на Доналд Трамп да му зборувате за Тукидид и за далечна историја е како на ѕидот да му зборувам. Веројатно човекот и не разбра што му беше, може би после му раскажувала. Пораката добивме ние, остатокот од светот, кој размислуваме низ призмата што сакаше да каже и зошто таа порака и зошто употребен на еден концепт од меѓународните односи заснован на некои историски случувања, кога Кина можеше да употреби некој друг пример. Меѓутоа сакаше со, како да речам, со нивни камења по нивна глава, во смисла од вашиот свет западен доаѓа оваа поука дека силите кога се компетитивни, ама и конфронтирачки, кога не наоѓаат она минимална платформа за ајде да разговараме, може да дојде до многу лоши последици. И за едните, и за другите. И тоа создава една замка, затоа што, знаете, едниот ке победи, па потоа овој другиот поразениот, минувани с фрустрации, па билдање на силата, па сака да врати. Тоа нас не се случи и на глобален план по завршувањето на Првата светска војна, кога Германија не само што беше поразена, нормално, со право, па Парискиот мир, па нели репарациите, казната и исклучувањето на Германија, понижувањето, доведе до фрустрациите кои потоа се покажаа со појавата на Хитлер, растот, милитаризацијата и Втората светска војна. Значи, да не влеземе во ситуација на спирала на насилство. Пораката на Ши Џинпинг беше многу конструктивна, во смисла да не одиме по стари испробани рецепти кои дале катастрофални резултати. Ајде да се вклучиме во овој, како го викаме ние сега, мултиполарен свет. И сега видите, моето разбирање на светот не е дека преку декларации, прогласи, па тоа нека се и на најмоćни или многу моćни луѓе, може да се декларира нешто. Тоа е повеќе символичен чин, а и Русија и Кина го имаат тоа декларирано многу пати во историјата, фактички од моментот кога почнавме да зборуваме за БРИКС, нели, за постоење на повеќе центри на моќ кои не се нужно воени, туку се првенствено економски, еден вид на коегзистенција на различни култури, на различни политички системи, затоа што видите, БРИКС значи Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка, нели, во нашиот јазик. И сега, ако ги земете по политичка основа да ги гледате, сите имаат различни системи, кои не мора да значи дека се, не знам, демократски или вакви или либерални, значи секој си има некоја своја представа за светот. Кина е тука различна и по својот тој социјалистички предзнак, што овие другите не сакаат ни да чујат. Различни се по економските капацитети, меѓутоа, она што е важно и што може би нуди некаква надеж дека овој нов светски поредок може да изроди некоја прифатлива рамка, која нема да биде хегемонистичка, е пораката, ние не сме против некого и не се здружуваме како алијанса, ние не сме НАТО алијанса, односно под наводници НАТО, односно опозит на НАТО, туку сме еден лабав сојуз на држави кој смета дека може да се соработува, иако сме различни, со почитување на разликите, со почитување на суверенитетот, на идентитетот, на секоја, како они викаат, они потребуваат еден израз цивилизацијски држави,
што е малку чудно кога ние го спомнуваме од наша македонска призма, бидејќи нас ни е доведен во прашање базичниот идентитет, а не па цивилизацијски, знаете, оние предзнаци. Во една ситуација еден индиски колега, после едно моje излагање на конференција меѓународна, ми приде, беше интересно дека некој од некоја мала Македонија, знаете, Македонија не е многу позната по светот, и кој ќе видат вака и ме слушна, му се допадне тоа што го зборував и дојде да се запозна и ме праша, знаете што, дали, вика, вашата цивилизацијска идеја почива на Александар Велики, македонски. И не знев како да му одговорам, затоа што дојдем од земја на која насила името и го сменија, односно таа влада прифати таква промена за да влезе во алијанса. Значи, ние не владееме со тие категоријални теми кои во светот ги користат околу цивилизации, околу цивилизацијски држави, не во смисла на империи, туку на различни традиции кои ги формирале нив низ историјата. И сега БРИКС постои, и знаете, ако искрено ме прашате, тоа е цик-цак линија. Имате 2 чекора напред, па 1 назад, или 2 назад, па 1 напред. И ода што во моментов го сведочиме и што практично е голем предизвик за светскиот мир, е, ако ја погледнете картата на светот и каде се водат најтешките овие судири кои можат навистина да доведат до многу сериозни консеквенции, тоа се всушност патиштата на поврзување на ова што го викаме ние глобално мнозинство. Хормуз не е случајно, мислам, Иран. Иран е како таргет, на известен начин Иран е потенцијална, не можеби не голема сила, меѓутоа средна, регионална сила во тој дел од светот на Западна Азија, како ја нарекуваме. Меѓутоа со големо влијание на економијата, Кина, на Русија, коридорите, остатокот од светот. И сега тука имате војна, во Украина имате војна, видете во Африка зошто ескалираат одредени ситуации. И секаде ги наоѓате точките на тој мултиполарен свет во создавање, кој империјата, која себе се замислува како семоќна, сака да ги скрати. Едноставно, крвните садови да ги пресече на тој еден механизам кој би ја довел во прашање нивната хегемонска позиција. За жал, Западот, неговата елита првенствено, меѓутоа и добар дел од пошироката јавност, верува во таа своја супериорност на западната цивилизација, на дури кога се милитантни, и кога има геноцид, и кога се случуваат воени злосторства, и деца умираат, и се. Така што, сакам да кажам, ова е еден флуиден момент во кој вие ме прашавте дали веќе постои. Не, видете, реално гледано, униполарен систем никогаш и немало. И кога била Римска империја, таа имала почеток крај. Не била цел свет, не ја зафаќала целата планета. Да споменавте Британската империја. Точно една од најмоćните и ние обично ја користевме таа фраза и во нашите предавања, дека тоа била империја во која сонцето никогаш не заоѓа, затоа што кога на едниот крај од светот се раѓа, ваму заоѓа, значи, навистина широк опфат имала, меѓутоа пак не го доминирала буквално целиот свет. Биполарниот свет, викаме студена војна, 2 сили, не беа 2 сили, постоеше движење на неврзани, 77 држави создадоа свој блок кој беа некој, така да речам, балансер помеѓу овие две, Советскиот сојуз и САД во тоа време. Значи, светот не можеме да го опишуваме со поимите на поларитет, униполарен, биполарен, мултиполарен. Јас повеќе би сакала, посебно во овој наш современ момент, да зборуваме не за растички сили кои би си биле конкуренти и постојано би доаѓале во
замката на Тукидид, па да се мерат кој е посилен, туку е еден мултиполарен, мултилатерален амбиент во кој ќе се почитува меѓународното право. И сега иронијата е во тоа што ние го имаме рецептот на хартија. Тоа е повелбата на Обединетите нации. Ја имаме дури и структурата на некој начин во таа зграда, во тие дипломатски представништва, која за иронија на судбината се наоѓа на почвата на држава, чиј председател вели, мене не ми е гајле за меѓународното право, јас си го следам мојот морален компас. Кој е моралниот компас на Трамп, тоа само он знае. Меѓутоа, поважно е што го деградира не само меѓународното право како такво, туку санкционира. Еве, примерот на Франческа Албанезе, специјалната представничка за состојбата во Газа, која е под буквално лични санкции. Жената не може сметките, имотот, не може да си ја врши работата. Значи, тоа е пипците на да речам, империјата, кои се уште моćни ваму, таму, и ние сме тука некаде под нивниот, да речам, тој нашите го викаат заштитен чадор. Ја не би рекла баш дека сме многу заштитени со тоа што сме дел на нивната групација која турка кон повеќе војни, наместо кон некаков вид на ајде да разговараме и ајде да најдеме сосема со право се употребува на win-win ситуација во која не мора едниот да изгуби за другиот да. Или како би рекол нашиот народ, како беше, ако некому не му се стемне, на другиот нема да осамне. Не мора да биде така. Значи, постои начин на соработка, на мирољубива соработка, со почитување на принципи, на правила. Сега, овој момент, еден познат филозоф, кој ми е мене многу драг, Антонио Грамши, во времето меѓу двете светски војни, како да го проектирал, како да го, или фактички светот пак се враќа во тие своји замки, затоа што неговата синтагма е стариот свет умира, а новиот свет се раѓа во ужасни болки. Ова е време на монструми. И ние го живееме времето на монструми. Јас се плашам дека и тука кога зборувам за монструозноста, пред очи ми е Газа, се разбира, затоа што геноцид вие толерирате 1000 и кусур денови, никому ништо, мислам. Едноставно више луѓето го нормализираа фактот дека некаде можете да убиете без да бидете казнети. Така што е многу тешко. Значи, да се враќаме, убави се тие чекори, не знам. Еве, мене ме радува ако видам мултилатерални самити, луѓе од различни земји, култури викаат вака не можеме, зашто одиме во амбис како човештво. Од климатски промени, од искористување на природните ресурси, од здравствени аспекти, од сите можни аспекти ние треба да сме човештво кое соработува. Не мора да се сака, не мора да копира модели, меѓутоа мора да соработува за заедничка иднина. Инаку, ја не знам каде би завршила ако продолжиме со ова темпо. Дури сум склона да речам и да кажам една сосема спротивна теза на оваа ваша малку оптимистична, да речам дека можеби ова е предворие на Трета светска војна, која ние не го препознаваме. Очекуваме тенкови, трупи, објава на војна. Нема тоа. Сега е војната хибридна. Сега таа ни се случува, ние издвојуваме 5% од нашиот бруто домашен производ под директиви од надвор, а сме најсиромашна држава во Европа. Ја не знам која е тука логиката. Сте влегле во алијанса, сте дале име, сте дале презиме, сега ви бараат уште, и уште им давате 5%, и уште ги спремате војниците и јавноста дека ние имаме непријатели. Видете, да речеме, изјавите на некои политичари во Македонија се прилично, да речам, и смешни, патетични, ама и опасни. Наместо да, барем да молчите, ако немате нешто паметно да кажете, да примолчите. Ама кога вие отворено создавате непријатели и се силите на
Ки покажеме ние на Русија, ки покажеме ние на Кина. Како ќе покажеме? Со што ќе покажеме? Мислам, ние сме на европската периферија, во која дури не сме доволно добри да почнеме преговори за Европска унија, а камоли за некаква интеграција или дека они ќе се потепаат нас да не спасуваат. Како што ги спасуваат украинците, така и нас веројатно во даден момент, меѓутоа политиката е таква во моментот и нашите разговори остануваат повеќе теоретски, еве затоа и разговараме на овие теми. Да кажеме дека постои Пред да се поинаков. пред да се обидеме и ние самите себе си и нашата заедница, тоест наша држава да ја пронајдеме во тие текови. Би сакал повторно да се вратам. Споменавте Обединетите нации, споменавте Обединетите нации, меѓународното право, но во последните година од стапувањето на Трамп 2, како нели му викаат, имавме една акција каде што американски војници одат со хеликоптери и апсат председател на независна држава. Потоа имаме изјави од тој истиот председател дека ако сака може да го земе Гренланд, ако сака може да ја земе Канада, ако сака може да Дека земе и нешто друго. Венецуела си ја стави под знамето на... Да, Венецуела му е веќе како колонија, треба да му исплати не знам колку сурова нафта или нешто друго. Очигледно, како и што и вие кажавте, следиме еден распад на тој поредок воспоставен после Втората светска војна во рамките на Обединетите нации. Следиме ли според вас создавање на империи? Има ли тука знаци на создана империализам во тие постапки, во тие светски сили кои што ги гледаме? Треба ли да ни е страф од создавање на еден империализам? Нас треба да ни е страф од империализмот кој веќе постои и кој ние во теоријата и во овие активистички кругови го нарекуваме хиперимпериализам. Тој е американскиот. Ама тој е во драстичен пат. Значи, колку е ова да звучи парадоксално, колку повеќе билдаат мускули американците и сакаат преку сила да покажат доминација, фактите на терен зборуваат нешто сосема друго. Доволно е да се подсетиме, еве да не одиме многу назад во историјата. Меѓутоа, просто беше неверојатно се гледа заминувањето на американските сили од Афганистан. Значи, талибанците ги потисна, после 20 години во Афганистан, мораат да бегаат, сцени како од Виетнам ми се вратија во сеќавање. Губат во Украина, што е факт. Тоа е прокси војна, тоа не е војна помеѓу Украина и Русија, туку Русија војува со Западот, односно Западот со Русија. И Украина е тука една несреќна колатерална жртва, за жал и делумно заради незиниот лидер и елитата. Губат и во Иран. Во моментов е вака зачудувачки, ја мислам и за Пентагон, и за сите центри на моќ, дека една земја која под санкции живее со децении, тотално, значи, исклучена од можностите за развој, за се. Таа создала таква, како да речам, национална кохезија, односно покажува она што преска зборував, цивилизацијски традиции, верба во себе и желба да си ја брани татковината по секоја цена. И тоа е нешто што, видите, може луѓето да имаат какво сакаат мислење за Иран, го нарекуваат режимот на мулите, демек теократија, па ние го видовме Доналд Трамп со некакви свештеници, како врачеви, што да ги наречам, во Белата куќа, во овалната соба. Така што Иран во моментов одржува лекција по одбрана, по самоодбрана, слично како во мојата младост, кога ги гледавме виетнамците против суперсила како се бранат и изгубија војната. Така што ме прашавте дали да се... Да, изгледа страшно, затоа што овој распад, и ние еден распад, знаете, не знам дали е соодветна аналогија на распад на семејство,
грди сцени, разводи, деца делење, имот делење и така натаму. Западнава алијанса е тотално во еден хаос, би рекла, особено заради слабоста на САД, кој спореден со Кина, видете, железничка станица, појдете во Њу Јорк и појдете во Пекинг, па јавете се да разговараме. Значи, овие се во пат, а можеле да бидат развиени. Зошто? Затоа што парите ги инвестираат во војно-индустријски комплекс, во војни, а не во сопствената држава и добробитта на својот народ. Така што, она што мене ме загрижува е овој хаос околу империја која се распаѓа и моите пријатели, оние со кои јас сум така во некои блиски контакти, кои сме загрижени за светот се разбира, од различни земји сме, буквално од цел свет, разговараме повеќе за тоа имаме ли ние алтернатива за она што по распаѓањето на американската. Не зборувам, државата може да остане како таква, некои зборуваат за распаѓање на САД и тоа. Не е тоа во прашање. Зборуваме за империјалната политика и моќта да присвои Гренланд, Канада, ова или она. Значи, ако една таква сила не успева со Иран да излезе на крај, не успеа ни со талибанците, таа само потпалува, таа игра повеќе на карти на обоени револуции, на поттикнување кобајаги демократски отпор и тоа више сме го виделе и доживела. Таа ги користи сите средства, од санкции, од вакви преврати, од киднапирање на председател, што е непоимливо. Значи, таков преседан во меѓународното право и живење не сме виделе. Меѓутоа, тоа зборува за една ситуација во која навистина светот е во длабока криза и тоа е она што треба да не плаши. И сега, затоа велам, паралелно, додека се трудиме да го запреме тоа најцрно сценарио, треба да размислуваме што потоа, што од урнатините. Знаете, кога има урнатини, што вика еден мој колега од Хрватска, тие паѓаат на нечија глава, тоа носи жртви. И сега сме во некаква таква фаза во која тешко можеме да прогнозираме кога, како, за колку време. И добро е што има дебата, еве и вашава тема што ја отворивте и за мултиполарен свет, баш утрово читав еден извонреден текст на Сапстак, една млада жена го споделив, може да се прочита, размислува за различни облици на мултиполарност, во смисла дали ќе одиме на империјалната логика, на ова што и вие го прашувате, дали се ќе гледаме нови хегемони кои ќе се борат меѓу себе, или ќе одиме во една еманципирачка цивилизацијска визија на светот. И тука може да се шпекулира, меѓутоа јас сум убедена дека дел од овие луѓе кои размислуваат на оваа тема грешат ако на Кина гледаат како на хегемон. Зборувам Кина затоа што е таа единствена која може да му парира на САД по економска сила, да речеме, и развојна, технолошка, од дата центри, вештачка интелигенција до наука, до вселена, до се и се што. Значи, Русија е заглавена во војна, во една економски тешка ситуација, не може да биде ривал. Иран е, рековме, под обседа, Индија игра на сите страни, малку со едните, малку со другите, и тие не знаат кај тераат. Така што имаме една многу чудна ситуација, генерално земено, меѓутоа добро е да разговараме и добро е да практично размислуваме за денот потоа. Што денот потоа? Имаме ли ние рецепт, велам, за тоа што... Затоа што, знаете, она што ме загрижува исто нормално. Последиците од кризата во Иран околу Хормудскиот теснец, за која не гледаме излаз, мислам, се зборува за некакви преговори, мировни планови, ништо од тоа, се оди на ескалација всушност.
економските ефекти, ова го кажувам не е затоа што јас го знам, туку што слушам попаметни луѓе од мене, особено во економијата, кои велат вистинските ефекти ќе ги почувствуваме на крајот на оваа година. Да речеме, ја не можам да испланирам било што во наредните месеци во смисла на патување. Ние не знаеме керозин дали ќе има, дали авиокомпаниите паѓаат, банкротираат и така натаму. Значи, економската цена на хаосот што го создадоа Израел и САД околу Иран, околу Либан, Газа е отворено прашање, се разбира, Сирија и целиот тој регион, создава огромни непознаници за тоа како фидбек, ударот кој ќе биде. Видете, и во Германија луѓето сега почнуваат да се прашуваат, се будат и викаат, чекај сега, ја до вчера живеев убаво, денес ми е потешко. Во Британија исто. За нас, да не зборувам, мислам, ние сме онака сиромашни, ама кој ќе не удри сериозно, веќе тоа се приметува да појдете во било која продавница, застанете на некоја каса во супермаркет или обична продавница, луѓето се шокираат од цената која ќе добијат за 2-3 производи. Значи, економскиот шок, социјалниот удар и сето тоа допрва доаѓа. Тоа е она што всушност е цената што ќе ја платиме за овој поредок кој е во драстично менување. Ви благодарам многу. Пред да се разделиме, би сакал уште само неколку збора, бидејќи знам дека вие ја познавате доста источната култура, особено кинезите. И за нашите гледачи, бидејќи му зборувавме за мултиполарниот свет и за Кина како еден нов центар и така натаму, сметате ли дека кинезите се во една културна ситуација, бидејќи тие се една цивилизација од повеќе илјади години? Тие себе си се нарекуваат поднебесна империја, себе си секогаш се гледале како една само доволна империја. Сметате ли дека во нивната култура има еден капацитет за еден нова суперсила, за едно владење со светот, или мислите дека може би тие повеќе затоа го форсираат и мултиполарниот свет? Какви се вашите наблюдувања врз нивната култура и нивниот поглед на нивното учество во идниот свет? Ова е добро прашање, заслужува секако подлабока елаборација. Ја не се сметам за голем познавач на Кина, меѓутоа морам да кажам дека од моментот кога првпат стапнав на кинеско тло и кога со своји очи го видов тоа, и потоа особено, значи не е доволно ги видите да ве заслепат светлата на велеградот во Шангај кој блеска или не знам традициите Пекинг и сето тоа. Јас всушност стапнав во еден релативно мал град, така барем во мојата перцепција, нели? И кога прашав колку жители има овој град, кој ми рекоа дека има 12 милиони, као да, во Кина е тоа мал град, меѓутоа тоа се неколку Македонии. Сваќате дека стварно светот гледан од таа призма изгледа поинаку. Тоа е општество во кое, знаете, ја дојдена од Балканот со овие наши темни мисли, стравови, притисоци, неизвестност и така. И тоа е дел, ми се чини, не само на балканската, туку и европската веќе култура која е под една пресија и еден темен облак. Не гледаме оптимизам, туку само се силиме нешто. Во Кина се луѓето спокојни, во Кина се луѓето посветени на својот работен ангажман, вредни, си ја сакаат земјата. Меѓутоа, знаете, мислам дека е голема грешка ако на Кина се гледа како на закана во смисла на хегемонското. Кина смета дека е најголема навреда или неразбирање, знак на неразбирање на нејзината позиција во надворешните односи, ако ја наречете можен хегемон. Кина настрадала. Значи, јас бев и по некој музеј и по, да речеме, таа витрина, јас ја споредив со можеби некоја идна витрина на некој македонски музеј, ги имаат наредено
нефер договорите склучени со западните сили под притисок, како ние со преспанскиот, со бугарскиот и така натаму. 100 години на понижување. Тоа е една напатена нација, која 100 години била колонизирана од кој стасал со опиумските војни, тотална сиромаштија, потоа граѓанска војна, нереди, и сите превирања, вклучувајќи и овој делот на комунистичкиот, да речам, социјалистичкиот, всушност, период, културната револуција, значи си имаат они своји трауми. И знаете која е нивната поука? Нас ни треба стабилност, нас ни треба развој, нас ни треба фокус на нас самите. Не дека се самодоволни, тие се во голема мерка, фала Богу, огромна држава, потенцијали, ресурси и сето тоа, меѓутоа начинот на кој тие ги ставаат приоритетите на прво место е поредок, ред. Значи, они не можат да замислат како ние овде ќе седнете на слава, на роден ден, ќе се скараат луѓето со што биле од различни партии. Нема тоа таму. Си тера работата државата, така што ние мислам дека нема никако, не ние, туку остатокот од светот да се плаши дека Кина ќе тргне во марш да освојува. Она што Кина го прави, и тоа мислам прилично успешно, меѓутоа се соочува со овие саботажи, да речем, од Западот, е градењето на појас и пат иницијативите, економските инвестиции. Оно што го прави во Африка е за секоја почит. Ретко кој го прави тоа, дури познавачи, знаете, на овие глобални пражања велат европејците и Западот треба да им бидат благодарни на кинезите што инвестираат во Африка, која има најбрзо растечка демографска стапка, и ако има сиромаштија, а имате млади луѓе, ова ќе ви навалат кај вас, нели? А овие се плашат сите од мигранти, така што инвестирај таму, дај на луѓето можност да си се развијат. Кина тоа го прави и за свој интерес, апсолутно. Значи, тој е во неизина полза. Да има таква соработка, да има ресурси, пристап до суровини, до пазари, и сето тоа е окей. Ама не со воени сили и не со наметнување на својот политички модел. Таа никогаш нема да ви рече нашиот модел е најдобар. Не, тие викаат ние имаме социјализам со кинески карактеристики, а вие како ќе си одберете е ваша работа. Така што мислам дека во тој поглед е тотално бесмислено вие да се плашите од кинеска закана или од русите па ич тие си имаат веќе длабоки проблеми таму кај што си се, така што ние само треба себе да се гледаме и што правиме самите со себе. Професор, ќе ви благодарам. Сметам дека дадовме еден поглед врз светот во моментот, што се случува, какви се можните идни сценарија за развој на светот, но и отворивме и многу прашања. Отворивме прашања за иднината на капитализмот во западниот свет, за културата на западниот свет, за Европската унија во која насока се движи, за нашата држава во еден иден свет, за можностите на употреба на кинеската стратегија појас и пат, па дури можеби и за нашата цивилизација погледната од објективот на Шпенглер и Тоенби можеби, но тоа се теми кои што ќе ги оставиме во иднина, во кои што ќе им дадеме еден позадлабочен увид на нашите сонародници, така да кажам. Ви благодарам за денес. Ви посакувам убави празници и се гледаме наскоро. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Се гледаме. Пријатно. Пријатно.